Ова е секојдневието на 33 годишната земјоделка Лилјана Стојковска од Беровското село Митрашинци. Од утро до мрак на нивите и фармите се грижи за производите под пластеници, за овошните насади и свињарската фарма. Таа е една од ретките рурални жени кои одлучиле да не се откажат од дејноста и покрај големиот број на предизвици. Без амбуланта, јавен превоз и градинка, која работи само неколку часа, како мајка вели, сум во постојана трка со времето, дали ќе стигнам на нива, во фарма или кај децата. Услови за нормален живот и воспитно-образовен процес кои ги има во урбаните. Државата треба да ги обезбеди во руралните средини, ако сакаме тие малку земјоделци, кои останаа во овие краишта да не заминат на печалба. Предизвик прво на руралната жена е тоа што е жена. Во неа никој нема доверба. Кај нас, ние сме мало место, имаме најголем проблем на инфраструктурата, немаме превоз, од село до град ние немаме превоз, ако немаш своје возило, не можеш да одидеш до Берово, ни на амбуланта, ни дете да однесеш на градинка. Имаме градинка во селото, ама до 12. Тоа не ни врши работа. Сам од 8 до 12, 4 сата. Оти државата треба да ни дава повеќе грантови на нас и тие ако е 100%, еве сега е млад земјоделец е 100% повратен, неповратен, но на нас и тие 30% што треба да ни се учеството ни се многу. Но предизвиците за Стојковска не завршуваат тука. Таа се грижи за стоката во услови како во 19-тиот век. Во свињарската фарма нема струја, оти како што им образложиле од Девана, трансформаторот до нивната фирма, докаде што треба да се спроведе електричната енергија, било далечен неколку километри. Јас како мајка, ако треба пола од тоа што го работам тука, да го сработам за 8 сата, ако има струја ќе го сработиме за 4 сата. Ние од дома мелеме брашно и го носиме тука, а кога имаме прасиња, идеме по повеќе пати, па и ноќта за да импровизираме грејање, бидејќи немаме струја, немаме сијалици, грејни сијалици што им требат на прасињата. На само неколку километри од Митрашинци се наоѓа Беровското село Будинарци. Семејството Пармачка е меѓу ретките кои се занимаваат со овчарство. Нивната фарма е лоцирана во атарот на самото село. Оти само таму, како што велат, има минимални услови за развој на гранката. Блиску се до пат и имаат струја. Вангелина Пармачка го води целиот сточарски процес, од фармата до пасиштата па се до сопствената млекара, каде се произведува познатото беровско сирење. Да се рурална жена и мајка е голем предизвик, кој треба да го препознае државата и преку разни мерки да помага. Ова е работа 24 часа, затоа што да си мајка, жена, да си на нива, да си во штала, да си во мандрата и да си на масата е многу напорно, ама треба да се даде голем акцент на жените од руралните средини затоа што тие се водилки во земјоделието. Тие се кои го помагаат сопругот и семејството со нивниот напор и труд, за да тоа остане така и да направат од нива до трпеза или од штала до трпеза нешто да излезе на маса и да излезе на виделина. Не може ни жената сама, без фамилијата, без сопругот и без помош од семејството, не може ни мажот. Ние се надополнуваме сите во нашето семејство и затоа сме успешни. Меѓутоа, ја спомнавте во тие реченици помошта. Која е помошта која што според вас треба институциите да ја пружат, особено кон жените фармерки како вас? Дали преку некои програми, дали преку некои други активности, едукации и слично? Има многу начини кога се сака да се зојде до руралната жена. Ние, одејќи во европските земји, еве како преку некои студиски патувања, или чисто на гости кај наши пријатели, па сме заинтересирани да ги посетиме тамошните штали, да речеме во Швајцарија, во Франција и во други држави, во Босна, кај што сме биле секаде. Значи, кога државата сака да допре до земјоделецот, таа ќе го најде патот без земјоделецот да бара од државата. А кај нас
Има мерки, има патишта, ама мора земјоделецот да ги истрчи и тие патишта до институциите, да ги остави. Еве јас ако денес треба да одам во подршна во земјоделство во Берово, треба да оставам работата. Значи, ние руралните жени бараме државата да допре до нас, затоа што ние немаме време да го оставиме дома работата и семејството и да одиме по институциите. И тука начинот кога би се сменил за земјоделците многу би било полесно. А која е помошта која што моментално руралните жени и жените земјоделки ја добиваат во Македонија? На најбрз временски период и кој би било најолеснително се грантовите кои би можеле да допрат до жените земјоделки, значи да се отворат огласи за грантови, па ние да аплицираме за секоја индивидуално што ни е потребно. Дали преработка на млеко, месо или маџуни или сокови, без разлика секоја жена би се препознала што и треба и така би аплицирала. Проблемите се нижат секоја година. Пармачка раскажува дека се соочуваа дури со се помалку пасишта за паша на овците. Значи ние немаме пасишта. Ние нашите овци ги пасеме се по приватни, изнајмуваме приватни ливади и наши ниви ги правиме или ниви или ливади за да можеме да ги спасуваме, нашето стало да го испасуваме. Си плаќаме кон јавни пасишта, си плаќаме попаша секоја година редовно, затоа што и тоа е услов за субвенции. Ама моментално не сме задоволни затоа што тие многу малку инвестираат, значи нити ни обезбедуваат пасишта, нити ни обезбедуваат водопоила, нити црева, значи кај наследно време е многу криза за напојување на стоката. Во околината не се одржуваат затоа што тоа се многу мали парцели и не се одржуваат. Значи воопште не се одржуваат пасиштата, еве како што гледате, има таму нешто државно, ама тоа е загадено, не може ни мечка да влезе, а не овца да влезе да се напасе, тоа е навистина многу пусто. Трње, волци, недостапно, дива трева која не ја пасат овците и така натаму. А купиштата проблеми доведоа и до се помалку овчарски стопанства во Будинарци. Во Беровското село Будинарци до лани имало 5 сточарски фарми. Меѓутоа, оваа година останаа само 2 сточарски фарми. Сточарите одлучиле да ги продадат овците и јаганцата поради проблемите со кои што се соочуваат низ годините. Но и покрај големиот број проблеми и предизвици има и такви кои не се откажуваат од земјоделие. Пример за тоа е Славијанка Пачарска од Будинарци. Таа е во пензија, но со земјата која како што вели живо дава, ќе се занимавам до крајот на животот. Таа малку со пооптимистички изјави. Од земјоделие вели може да се екзистира, но на руралната жена и треба поголема едукација и охрабрување за да чекори напред и да не се срами од оваа професија. А сепак уште постои ова на село жена која се плаши или се срами, да кажеме, да си ги каже своите компетенции или па проблеми и јас со тоа ги охрабрувам, да, им овозможувам тие да се опуштаат и да соработуваат и со преко федерацијата, да соработуваат за тие да видат дека со тоа што го прават дома можат, има живеачка. Има живеачка, али не се сите исти. Затоа јас се бев на советувам овде колку се може, знаеш, се трудиме и ние да советуваме, да им помогнеме. Превидејќи не сме сите исти. Рековте ги советувате, кои се тие проблеми кои што ги кажуваат жените земјоделки во нивното работење? Што ви се жалат, условно кажам? Кои се најголемите проблеми на жените земјоделки? Па мене ми е страв да идам таму да го кажам тоа, ми е срам, па што работиш, ништо како мори ништо, а нели работиш тоа, работам, произведува земјоделски производи, ово што ни насади од земјоделие, прават и компоти, прават и джемови, прават и ракија, прават и најразни ликери. А викам, го правиш тоа? Да. Па зашо не кажеш? Па не знам, па што оти ќе кажам тоа добро е? Значи тие уште има некој што не им е јасно дека тоа е бенефит. Со тоа може да и докаже незините квалитети, компетенции, незините способности. Треба комуникација, соработка, меѓутоа некои имаат и прифаќаат да соработуваат и да се едуцираат, некои
сепак се уште и некои имаат бојазност, не сакаат да прифатат, знаеш, да се уклопуваат. Тај денеска успешно ги пласира своите производи произведени во органска почва на природен начин. Еве господја Славјанка, како што и долу снимавме кај нивите под пластениците, тука произведувате зеленчук, меѓутоа тој производ еве сега е готов производ за продажба природна храна. Да. Еве, исто како што најавивме долу кажавме дека се прави од нива до трпеза. И тоа да го потврдиме со приложеното од прилог, што значи да најавиме дека све може да се направи на природен начин, без конзерванси, да се конзервира без хемикалии и да биде здраво, еколошки чисто. Ова е потик за жените кои што се во руралните средини, кои што се занимаваат со земјоделие. Не мора да имаат фирма да ги продаваат своите производи, туку можат вака природни производи да ги продаваат. На кој начин? Каква е постапката? Постапката е дека треба прво да бидат тие да не се плашат, да не се срамат дека се на село и дека прават домашни производи. Меѓутоа, треба да бидат регистрирани во АХВ, агенцијата, и да има лоби, препоручливо да има свој бренд, што значи дека потврдено е дека се производи, а се произведува све, и овошје, и зеленчук, со индустријски пиперки, ајварски, што ги викаме ајвар, дури од природата, штавелот, наместо спанање, од природно тоа. Еве, и урдата може да се конзервира. Еве, ова се печурки од природата. Ги собирам моето момче. Значи, све може да се направи, али овие домашни производи конзервирани на природен начин, под јака температура, без хемикалии, се незаменливи по вкус. Може да се живели, може да обстанат жените рурални кои што се занимаваат со тоа на ваков начин? За своите потреби, за своја екзистенција може и да нема големи печалби, мисла, за стварање на капитал, али за екзистенција може. А за проблемите на руралните жени говорат и поразителните последни статистики за оваа категорија на работно способно население. 70% од руралните жени не се активни на пазарот на трудот, заради ангажирање во домаќинството и грижата за деца. 60% од невработените рурални жени вршат неплатена работа во семејни фарми. Највисоки стапки на невработеност се забележени кај младите рурални жени, од кои 59% се на возраст од 20 до 29 години. Жената во руралните средини се јавува како работодавач со само 0,5%, за разлика од мажот, кој е носител на оваа функција во 99% од предпријатијата. Голема родова разлика има и кај мерката самовработување, каде жената учествува со околу 3, а мажот со 97%. Само 5% од жените во руралните средини поседуваат имот, останатите 95% им припаѓа на мажите. Над 80% од вкупно 90.000 земјоделски стопанства им припаѓаат и ги водат мажите. Тука големо влијание има, нашите закони го возможуваат тоа, но реално големо влијание имаат традиционалните патриархални норми, на кои што треба доста да се работи во делот на кампањи, на информирање и на јакнење на свеста и на жените дека треба да имаат и сопствено земјиште, сопствен имот на своје име, за економски да ја подобруваат својата состојба за живот. Да се работи на мерки и поддршки за руралните жени во делот на нивното економско јакнење. Значи, не само мерки и поддршки за индивидуалните земјоделки, туку и мерки и поддршки за руралните жени, а воедно и создавање на услови за нивно добро функционирање. Како што е укажано, значи, постоење на градинки, постоење на образовни институции, постоење на соодветен превоз за да можат тие дечиња, доколку нема училиште или соодветен број на ученици во тоа училиште, да има еден организиран превоз, да ги носи до најблискиот град. Исто така, јавниот превоз е голем проблем во руралните средини, немаат автобуси и мобилноста на движењето, посебно на жените, е многу отежнато, без разлика дали се работи за млади
дали се работи за повозрастни генерации. Многу е важно исто така да се слушне гласот на руралните жени. Ние како Национална федерација на фармери посебен акцент поставивме во овие 8 години, така што тие се инволвирани и во самата организација, во нашите управувачки структури, каде што се донесуваат конкретни заклучоци за лобирање и застапување пред институциите, но исто така и пред институциите треба поголемо нивно учество, за да може да се слушнат вистинските проблеми и да се најдат соодветни решенија. Реално да ви кажам, потребна е голема информираност. Значи, потребно е поголемо промовирање на ваквите мерки и можности кои што се даваат на руралната заедница, посебно на руралните жени. Потребна е и едукација. Значи, кога ќе излезе некоја мерка, многу е важно да постои добра едукација на таа жена, за да може да знае како да аплицира и зашто да аплицира. Значи, сите тие чекори едноставно треба да бидат опфатени и потребно исто така поголема промоција на малите оператори за храна, кои што ги има во голем број во нашата држава, да можат да настапат на локалните пазари. Ние организираме такви сајми, исто така се организираат и од други невладини организации, но треба малку промоцијата да биде на повисоко ниво и овие мерки повеќе да бидат застапени во медиумите од страна на институциите, за да може самото население да знае дека постојат вакви можности и да може да аплицира на ваквите мерки, а реално и да се посвети внимание на едукација. Васка Мујсовска од Националната федерација на фармери смета дека државата треба да обезбеди повеќе мерки за руралните жени, но и тие треба да се охрабрат и да не потклекнуваат на многуте притисоци и пречки. Затоа што жените од рурални средини се вредни, честни, работливи, целата работа ја работат тие, но кога ќе дојде ред да се докажат или да се пофалат за својот успех, тие некако се повлекуваат и не сакат да се експонираат и секогаш успехот го припишуваат на друг. И тука следуваат исто така подршки кои што треба да се направат од страна на локалната самоуправа, односно разни програми во кои што ќе го поддржат руралното население, односно ќе надоведат инфраструктура, патна, канализациона инфраструктура. Ние за жал имаме села во кои што се уште нема доволна чиста вода за пиење, нема канализација. Тоа сето треба да се промени во 21 век, тоа не е дозволиво. Треба да се направат градинки за малите деца, за да можат тие жени кога ќе одат на работа или на поле да ги остават децата и да не бидат обврзани да ги чуваат дома или па да ги носат со себе на нива како што ние правевме на времето. Исто така потребни се и домови за стари лица, затоа што жената е таа која што се грижи за родителите во семејството и таа кога има возрастни и стари лица кои што им е потребна грижа, таа исто така не може да оди на работа затоа што е обврзана за нив. Сето тоа е потребно да се направи, но треба заеднички локалната самоуправа, централната, сите релевантни алки да се вклопат, исто така како што кажав, пласманот на земјоделските производи, профитот, потикнување на развој на младите, односно со поголеми поддршки на младите за да можат да се задржат на селата. И сето тоа е еден ланец, еден синџир кој што треба да постојат сите алки за да може комплетно да функционира руралната средина. Лилијана, Славјанка и Вангелина се меѓу ретките рурални жени кои се занимаваат со земјоделство и сточарство во Беровскиот крај. Во минатото секоја втора жена била на нива и во фармите, но проблемите ја надваса нивната борба и упорност, па голем дел од нив со семејствата заминати се на печалба, а друг избори немаат. Оти во Беровско останаа само земјата и пасиштата, кои ако и натаму државата ги остави во заборав и неколкуте рурални жени хероини кои останаа во овој крај, се поверојатно е дека ќе земат авионска карта за еден правец.